Предлогот на закон за финансиска стабилност, поднесен со европско знаменце, за некој е чудо, но и за волја на вистината, овој пат има EU елементи, односно неговото донесување е во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативата број 1092/2010 на Европскиот парламент и на Советот од 24 ноември 2010 за макропрудентен надзор на финансискиот систем на Европската и формирање Европски одбор за системски ризици. Колку убаво и европски звучи кога имаме едно вакво образлагање на EU елементите во македонски закон. Но дали е се така европски во Македонија, тоа најдобро го знаат нашите граѓани. Да одиме со ред. Во предлог законот се дефинира, меѓу останатото, и дека финансиска криза е состојба во која нарушувањата во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање, додека пак финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Во Македонија веќе сме во финансиска криза, бидејќи не еден или повеќе финансиски сегменти, туку буквално сите сериозно ни ја имаат загрозено нашата финансиска стабилност. Целта на овој предлог на закон е да се даде овластување на Народната банка на Република Македонија да спроведува макропрудентна политика и да презема макропрудентни мерки кон финансиските институции на кои им издала дозвола. Плюс, Народна банка ќе може да спроведува и дополнителни подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето, започнување на постапка за решавање, како и примена на инструменти и овластувања за решавање на банка. Ваквите одредби дополнително би се операционализирале со посебен закон за решавање на банки, со што дополнително би се зајакнала стабилноста на финансискиот систем. Овде не можам да не ја потсетам јавноста на пропаѓањето на Евростандард банка, за кое собранието организираше и надзорна расправа и од кое пропаѓање се уште кукаат само оштетените штедачи, а за сметка на оние кои тоа како добро профитираа на нивна сметка, а се вбројуваат во редовите на СДСМ. Актуелната министерка за финансии од тој период знаеме дека си го повлекла својот депозит од скромни 250.000 евра, многу кусо време пред пропаѓањето и знаеме, барем можеме од социјалните мрежи да видиме како Нина си го шета светот испраќајќи ни сензационални фотографии, предпоставувам во знак на поздрав или подсмев кон сите нас, а посебно кон оштетените штедачи. На ваквите незини белосветски фотографии може да и конкурираат само децата на Заеви, а од вчера и ќерката на актуелниот ни премиер, бидејќи и тие си уживаат низ белиот свет, додека децата на останатите македонски граѓани, реформаторката Царовска ги остави без компјутери за следење, односно не следење на задолжителната образовна настава. Ги остави и без пари нивните родители, а ги замолкна оваа власт и нивните учители, при тоа назначувајќи за медијатор во преговорите за штрајкот лице од Министерството за труд и социјална политика, што нормално дека е спротивно на закон и што е нормално, бидејќи станува збор за актуелната власт. И не велиме дека овој предлог на закон е лош, но како и се друго во Македонија со актуелнава власт, законот е задоцнет и е само за да послужи како заташкување на претходните веќе сторени финансиски криминали кои не доведоа до финансиска криза. Како точка од посебно значење во овој закон е тоа што се предвидува формирање на Комитет за финансиска стабилност, кој се замислува како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведувањето на макропрудентната политика во Република Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и следењето на системските ризици во одделните сегменти на финансискиот систем. Целта на овој комитет ќе е да придонесува во постигнување и одржување на финансиската стабилност во Македонија. Исто така, покрај планираното формирање на ваквиот комитет, основни решенија на овој предлог закон ќе бидат усвојување на макропрудентна стратегија, доделување мандат
Комитетот за финансиска стабилност за давање препораки и укажувања заради спречување, намалување или отстранување на системските ризици и одржување на финансиска стабилност, како и за донесување заклучоци за постојање и престанок на финансиска криза и доделување мандат на надлежните органи за преземање на макропрудентни мерки. Сепак загрижувачки е што во описот на потребните кадри за реализација на предвидените решенија со овој закон, истите се со 3 до 5 години работно искуство, што сметам дека не е доволно и дека остава простор за сомнеш во нивниот непристрасен и строго професионален избор. Ова го велам заради минатите искуства со актуелната власт, која додека беше опозиција критикуваше за партизацијата, а од позиција на власт партиската книшка е еден од најбитните или единствен решавачки критериум за било која позиција. Имено истата оваа власт има превработеност во администрацијата од 30.000 нови вработени за периодот на нејзино владење, при тоа повторно соочувајќи се ние, сите граѓани, па и самата власт со нефункционална администрација. Затоа, почитувана македонска јавност, ВМРО ДПМН и Коалицијата Обнова на Македонија активно го блокира ова собрание, бидејќи сакаме да се стави крај на лицемерието. Бидејќи лицемерно е оваа власт да се прикрива за вакви предлог законски решенија, кога истата оваа власт пробува со барање за автентично толкување да избегне расправа по предлог закон за игри на среќа и лотарија. Бидејќи лицемерно е оваа власт да не става на дневен ред предлози на закони од опозицијата кои го имаат поминато деловнички предвидениот рок за нивно ставање на предлог за дневен ред. Бидејќи лицемерно е власта да се жали на деструктивна опозиција, а истата власт од ова собрание да прави циркуски спектакли. На граѓаните во Република Македонија им е прекуглава одветувања. Сакаат нешто конкретно и реално. За жал, такво нешто не може оваа власт да им понуди, затоа што е заглавена во и со самата себе. Во време на оваа власт, нашите граѓани ги дочекаа следствено највисоките буџети по ред. Имено, започна со 2017 со буџет од 3,2 милиарди евра, а последниот за оваа година изнесуваше 4,4 милиарди евра. Овие износи требаше од Македонија да направат градилиште и во неа веќе да немаше неизграден пат или неизградена болница, или веќе да имавме нов клинички центар. Овие износи требаше на сите да им донесат бенефит и нови работни места. Овие износи ќе одведеа Македонија до датумот за ЕУ, но застанавме на овој пат затоа што некој сакаше да се збогати на сметка на народни и државни пари. И конечно, лицемерно е кога оваа власт остана нема на однесувањето на председателот на собрание и гласаше за непрочитан предлог на дневен ред, гласаше за усвојување на членот деловник и од друга страна дозволи да се уважува гласање, односно пребројување на гласање со кренати транспаренти за активна блокада на ова собрание од страна на опозицијата, и тоа имаше пратеници кои во рацете држеа по 2 транспарента и при тоа не се знаеше дали и колку од пратениците гласаа против или воздржано, бидејќи за такво произнесување требаше да имаме во раката црвен или жолт картон во оваа сала, а не транспаренти. Лицемерно е сето ова што се случува и продолжува да се случува во ова собрание. Лицемерно е што кога заврши второто продолжение од 71-та пленарна седница, Талјат Џафери јавно и официјално соопшти дека тоа ќе биде последен работен ден во салата Купола и дека наредната пленарна седница ќе се одржи во салата Македонија. Ние и денес сме во Купола, и денес нема абер од проработен сајд на собранието, што е доказ дека во ова собрание не се работи ниту на овозможување нормални услови за работа на пратениците, ниту на овозможување на почитување на деловник и на деловничко постапување на председателот на ова собрание, како и на председателите на собраниските комисии кои доаѓаат од страна на оваа лицемерна власт. Конечно, предлог законот за финансиска стабилност ќе го гласаме и ќе биде еден од оние за кои сметаме дека ја заслужува нашата поддршка со сите претходно истакнати забелешки. А нашата активна блокада продолжува, се дури оваа власт не се освести и не си признае самата на себе дека вака повеќе не може. Само избори се излезот од ова нефункционално собрание. Ви благодарам.